Метрополис, број 1 радиомрежа. Добро дојдовте во новото издание од вашата омилена емисија Ти реков ми рече, со мене Давид Давидовски. Морам да кажам на самиот почеток дека сум многу среќен затоа што снимам интервју со една од моите омилени пејачки, многу добра другарка, морам да кажам пред се, девојка која што е пред се многу згодна и талентирана пејачка, а и многу личи на пример и на мене. Кога станува збор за незината контроверзност, стил, стайлинг, храброст и така натака, ќе се познаете за кого станува збор, морам да кажам нешто, малце ќе ја увлечам оваа најава, затоа што кога се договарав со мојата екипа кого треба да виктам за да ми гостува по втор, по трет пат во емисија, кој има толку многу актуелности, па мислам дека веќе ви е јасно за кого станува збор. Дами и господа, една единствена балканската звезда Кристина Димитри. Па мислам дека му ред да ја запееме Мако нас не зна. Тоа е таа екипа е контроверзна. Ја не можам тоа. Кика, како се ми? Супер, морам да ти кажам, на ова врнежливо време, секогаш си вака, како да ти кажам, се осеќам како дома во твојата емисија, да скратам. Фала ти. Знаеш дека, знаеш што, можеме ние после да одиме во студио кај нас, ако сакаш, во Метрополис, каде што ги снимаме нашите емисии, ама тука одлучив малце да дојдам на твој терен во Тетово, да видам како е во Тетово и навистина ти си одлична домаќинка, морам да кажам пред се. Ово е твојот град. Како што кажав во самата најава дека навистина ти си една од ретките пејачки кај нас кои што има навистина многу актуелности. За разлика од твоите колешки кои што варат ретко песни еднашка на 3 години, еднашка на 5 години, ти вадиш човече за 3 месеци по 2-3 песни. Така ли е? Па мислам дека една од причините што сега сме тука е да направиме една фотосесија за следната песна, а таа се вика ниту помалку ниту повеќе ми го еба денот. Ми го ева денот, како што на пример, ти мене не ми го ева денот, ти мене ми го расположи денот. Животот. Со твојата појава навистина пребаво изгледаш. Ти благодарам, па добро, таа е за нормална за фотосесија и секогаш бирам да биде сценски се што е дел од мојата работа. Така, ќе направиме детално мојобети за таа тема, но за почеток уште сакам само да ги кажам и моите спонзори, а тоа е најдоброто и најслушаното радио во Македонија, Метрополис радио, најдобрите електрични велосипеди, најдобрите електрични мотори, најбрзите електрични тротинети, најдобрата мотоопрема, тоа се All Electric, нивниот дуќан се наоѓа во центарот на Скопје и најдобрата органска козметика Сиора. Или сакаш да направиме блок на реклами? Може. Одиме со блок на реклами. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мотоопрема само на едно место, во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Се враќаме назад со Кристина Димитри. Кристина, ајде вака за почеток. Значи, едно од моите, тоест мои омилени песни е Македонки. Дуетот со Гастос. Она класично прашање ќе го постам како и сите мои колеги, од каде идејата, зошто баш Гастос, како се запознавте, како ја направивте песната, кој ја направи, сакам се да ми раскажеш поврзано со Гастос одма. Се. Па нормално, најдобриот продуцент тоа е Дарко Димитров. Влеговме во студио и ми го приложи неговиот бит кој што навистина беше склоп на повеќе нешта и беше онака лудачки на некој начин и ми кажа ова е баш онака како за тебе. И се одлучивме да тоа биде дует со Машко и кој не Гастос. Гастос е баш онака луд, е мој пријател веќе неколку години и навистина онака ни беше снимањето феноменално. Можев дури да ти пуштам некои снимки кои што не се објавени од студио. Јас Сакам. Дарко и Гастос и навистина онака беше се позитивно и снимањето на спотот и навистина се поминав онака како да не бев на работа. Од каде се познавате со Гастос? Па со Гастос се познаваме од кога он беше во реалити и од тогаш се запознавме, така да тоа се веќе некои 4-5 години. Да, он беше во Парови беше. Да, во Парови. Си имам чуно мојбет дека твојата прекрасна мајка Дијана го знае Гастос и го сака Гастос. Да па дали можеби ти поради таа некоја причина се одлучи за дует со него? Па искрено да не беше мајка ми немаше да го познавам во тоа време Гастос, она го пратеше. Сериозно? Да, го пратеше тоа реалити шоу и онака навистина он е навистина дечко за пример, е многу добар на Иако на прв поглед не изгледа многу хиперактивен.
Па како и мене и тебе. Но Оне всушност, малце поиш. Оне малце понисок. да, но всушност е навистина на добра душа и е дечко за Се пример, приметува. навистина почитува жени, знае многу е способен, знае значи шоу бизнис, знае и да готви, знае многу работи, баш Стварно, да, да. талентиран дечко е во секој смисла. А дали е талентиран, на пример, во бацување? Па знае добро да глуми во Добро спорт. да глуми, а? Добро, Приватно не знам. приватно не знаеш. Добро, со оглед на тоа дека Гастос е успешен пејач, јас не сум љубоморен на неговата кариера, туку сум љубоморен затоа што ти, на пример, го баци Гастос. Може ли мене да ме бациш? Може. Муа. Фала ти, јеј, топ! Ајде сега сакам да те прашам за Гастос, нешто што ме интересира, мене нашите гледачи пишуваат дека сте били во врска. Дали е тоа точно? Не е точно. Ние навистина го имаме тој другарски однос со години, значи тоа трае, тоа не е од сега, јас променив и неколку професии, и ете сега станавме и колеги и некако тоа другарство го преточивме и во дует. во дует, така. И навистина тоа има некоја посебна убавина, кога некој свој, кога работиш со некој што ти е свој. Иначе, не, никогаш не сме биле ниту во таков контекст, ниту сме флиртувале еден со друг, не. Баш онака сме, можам, иако важи за еден дечко кој што онака сака поприлично жени, ние... Женкар? Така нешто, но спрема мене навистина има некој респект и баш онака можам да кажам дека ми е супер пријатно. Баш ме кеф што е тоа така и верувам дека ќе останете во одлични односи и многу ќе биде на пример задоволство ако еднаш ми дојдете да ме гостувате ти и Гастос. Он е моментално на Тајланд, така да кога ќе се врати, Може. ќе го Кај поканим. тебе има многу актуелности, така да еве баш зборев и со мојата екипа и сценаристите, во ти реков ми рече дека и единствена пејачка во Македонија што има цело време актуелности е Кристина Димитри. Еве сега збориме за новата актуелност, а тоа е дека после 2-3 месеци од големиот хит Дали сакаш македонки, одиш на Маквест по втор пат во твојот живот, заедно ја снимаш дует со Љуба Перучица, посилна. Ајде еве са, пак ќе ти го постам тоа класично прашање, од каде дојде идејата да снимаш дует со Љуба? Љуба не беше во Парови или во друго реалити шоу? Не, он беше во Звезда Гранда. Да, добро, тоа е музичко шоу, Битно да. ги пратам сите шоуа, така да си бирам од секаде по нешто. За еден ден, ако сакаш да одиш ти во шоу? Па не, поканета сум секогаш во секој реалити шоу, дури и во тие Јас ви такмичења. понудала. Да, Да. дури во тие такмичења некако не го бирам тој пат. Си имам некоја своја визија и своја цел. Со Љуба се запознавме, всушност тој ме запрати на социјалните мрежи, јас му возвратив како нормално како колешка. Па добро и на пример комшијата Митра ако те запрати, него ќе го запратиш назад или не? Па да, и мислам, он си коси двори, јас и ти тука сме колеги. Добро, така. Така, со комшијата, да, тоа работи по дома, мислам вака, Се шалам. како артистка, мислам. Што се однесува до него, се следевме на социјалните мрежи, нормално, он е позната српска звезда, знам Да, за кого се да. работи. Талентиран, вокал. Он е, значи, може еден од најдобрите вокали како фолк пејач во Србија, по и пошироко. Требаше да настапувам со еден друг рапер од нашата сцена на Макфест, но Кој? нешто се случи. Па не сакам да навлагам да влечам, пошто немам ништо навистина лошо против дечкото. Испадна да нешто Тој те одби тебе? не ме одби, него се деси ситуација каде што он не смее да снима дует со мене од некои причини. И јас си бев као, окей, или ќе идам сама, или ќе поканам, но некако повеќе ми имаше смисла на тој фестивал. Сакам да доловам некоја емоција, за разлика од минатата година. Минатата беше понака урбана, сега сакам да се случи нешто, да има некоја емоција. И само отворив, видов како ми го лекуваше сторито Љубе, ја му пишав колега дали може да снимаме дует, и он кажа може. И Браво. тоа беше договорот и секогаш со сите од Србија ми е многу лесна комуникацијата, Стварно? и соработката и се е многу едноставно, да. Еве ќе збориме понатаму која е разликата помеѓу српскиот шоу бизнис и македонскиот шоу бизнис. Се сакам да те прашам кога веќе зачнавме оваа тема за Макфест, лани беше со нашиот другар DJ Bono. Сега неизбежно е тоа прашање, што е случило со DJ Bono? Бевте предобри, заедно настапувавте, направивте револуција во Македонија, можам така да се изразам. Се скаравте, пак продолживте да снимате, Боно кажа неколку работи ке мене во емисија која беше без тебе, со Спасин Стојановски. После тоа пак се скаравте, на што сте сега? Не настапуваш веќе со него?
Сега имаш сме твој на- менаџер, Васе, поздрав до Васе. Поздрав, да, поздрав до вас, он е навистина еден професионалец. Што се однесува до DJ Bono, ние имавме соработка, неколку пати се прекинуваше и се продолжуваше, што е нормално. Со кого и да соработуваш и да си во врска и да имаш фамилиарен однос со сите, ќе се скараш. Така да исто и со соработниците. Некако имаме можеби различни цели, и секој си има некои своји лимити, граници, она што сака да го постигне во животот, така да не се пронедов едноставно со него за понатаму во кариерата и тоа е тоа. Сега имам Пречеше ли нешто кај него? нов диџеј, тоа е диџеј Тошев и Поздрав, тоа е тоа. поздрав. Така е. Ти пречеше ли нешто кај Боно? Имаше ли нешто што те иритираше кај него? Па нормално дека постојат некои недоразбирања кога соработуваш со некои си, ние бевме дури секој ден заедно од проби, од настапи, од се друго. И ете заедно некако почнавме и учевме доста еден од друг. Така да мислам дека доста паметни работи го научив, дури јас научив некои работи за музиката, од музичкиот дел од него и ето се надевам дека ќе си го носиме со себе само позитивното искуство. Би соработувала ли повторно со Боно? Ако дојде некој момент да треба, да, зашто да не, немам ништо против. Одлично, ми се допаѓа твојот одговор. Сакам сега да играме една игра, ама пред таа игра морам да те прашам уште едно прашање што верувам дека многу ќе ги интересира нашите гледачи, а тоа е твојата блискост со мегазвездата Саша Ковачевиќ. Сега пишуваат многу луѓе, дури имаме и спремено ние една рубрика од Инстаграм што пишуваат различни луѓе, различни прашања, на пример дали си во врска со Саша Ковачевиќ, кој е Саша Ковачевиќ во твојот живот? Кој е всушност и што е всушност Саша Ковачевиќ во твојот живот? Па, тој е еден од моите најдобри пријатели во мојот живот, точно 10 години. Се запознавме пред 10 години, како што и кажав. И она е тука како колега, како пријател. На журка, ако не се лажам. Да. Така да ништо не се случува, не сме во никаква врска. Да сме биле во врска, веројатно тоа би завршило, би требало и би завршило. Тоа е нешто што трае и е многу побитно од да си со некого во врска или да имаш авантура, многу е побитно да имаш вистински пријател, како него. Браво. Размислуваше некогаш. Пример за како треба да се однесува една звезда и навистина ми онака доста работи имам научено од него. Интересен е фактот што Саша Ковачевиќ не те прати на Инстаграм. Па, добро сега, тоа не е никакво мерило, дали се пратиме или на Инстаграм, битно е дека сме пријатели, дека ние комуницираме преку телефон, а не преку Инстаграм. Браво. Дипломатски одговор, инаку е како мене рак со јарец во хороскоп. Па се ако зборавме за Саша, ајде да изиграме на игра на брзина. Јас ќе те поставам неколку мушкарци од нашата и од македонската естрада, а ти ќе ми кажеш кој ти е поубав како маж, онака привлечен. Ајде вака сега. Саша Ковачевиќ или Гастос? Саша Ковачевиќ. Саша Ковачевиќ или Љуба Перучица? Саша Ковачевиќ. Саша Ковачевиќ или Таско? Саша Ковачевиќ. Саша Ковачевиќ или Димитар Атанасовски? Саша Ковачевиќ. Саша Ковачевиќ или Мирослав Кацаров? Саша Ковачевиќ. Саша Ковачевиќ победува, а Димитар Атанасовски или па можеби Давид Давидовски? Давид. Тоа е тоа. Кика, фала ти. Аре сега сакам да гледаме едно мало блокче од твојата или мојата омилена песна. Дали сакаш македонки и се враќаме назад со Кристина Димитри. Дали сакаш македонки? Се враќаме назад со Ти рековме рече. За почеток мораме да ги спочитуваме и нашите гледачи кои што одбраа неколку интересни, тоест пиша неколку интересни прашања за Кристина. Јас ги одбрав најдобрите, најнормалните, најинтересните прашања за Кристина. Кристина, дали си спремна да ги спочитуваме нашите гледачи? Секогаш. Така, знам. Вака се. Анастасија прашува Кристина Димитри, дали е точно дека поради пари сте се скарале со DJ Bono? Не. Добро. Мислам, навистина не знам зашто луѓето на секој што поставува такво прашање едноставно така размислува површен и материјално ако може да скара со некој, тогаш ти си човек кој што е материјалист. Јас не сум. Материјалиста, да, во право си. Така е. Да видиме Александра што ја прашува Кристина. Интересно прашање кој што сакам подетално да ми одговориш на ова. Дали Кристина била во депресија? Да, во еден период на животот, да, секогаш искрено за тоа сум зборувала. Во кој период? Тоа е после мојот развод. И ете, едноставно мислам дека секој тоа го поминува кога е помлад и за различни причини. Нормално, кај мене била малку посериозна причината, но најбитно е кога си ако е некој во таква ситуација, да самиот си посака да си помогне, затоа што ако сам не си посакаш и не тргнеш од себе си, нема никој да ти помогне.
А сега, по оваа жешка фотосесија, доаѓа најдобриот и најинтересниот дел од емисијата. Се селиме во Скопје за да ја запознаеме Кристина уште подлабоко и уште подобро. Останете со нас. Метрополис, број 1 радиомрежа. Се враќаме назад со оваа интересна игра. Поентата е Кристина Димитрија да го погоди предметот со затворени очи врз база на низиниот талент за допир, за имагинација, би рекол слободно. Кристина, вака се. Ајде, Дај ми ја раката. Јас ќе ти помогнам. Добро. Што мислиш дека е овој предмет? Па полека, фати. Што се смееш? Морков? О, браво! Да, после како извариш, браво. Значи многу сакаш моркови. Обожавам, добри се Да. за видот. За видот добри се, да. Добро. Одиме понатаму. Ај вака да не се гледаат. Ај вака се. Јас ќе ти помогнам. Ајде. Што може да биде ова? Презервативи. Така е. Леле, ги дуби. Ајде, сега ова кога го погадиш, те частам. Добро. Ама чекай, не можам. Ајде, пробај само. Леле, вакво... Нешто по нач. Штекер. Да. Браво, ја па намер можеш да го извршиш тоа точи. Ја па намерно сакам со дупкам. Али браво за презервативот или кондомот, браво. Тоа е веќе Кристина Димитри во оваа интересна 27 игра. години имам, не 15. Сакаш да кажеш дека си многу искусна? Не. Не кажав тоа. Да, ако зашто рече 27 за тоа. Одиме понатаму со тебе да правиме муабети. Ајде. Интересни, ајде вака. Точно ли е дека на твој настап си била запросена од некој твој фан? Да, точно е. Стварно? Да. Од кого, зашто, како, сакам себе да ми опишеш. Како беше, како изгледаше? Па не го знам дечкото сега, но ете се случи, да. Мислам дека и коментирав едно според, тоа беше уште минатата година. Он излезе онака јавно на настап и те запроси? После настапот. И ти колку години имал? Па не знам, не го прашав. Интересно. Ти што одлучи ја прифати понудата, не? Не. Следна понуда за брак, баш ке размислам, баш треба некој да се докаже. Изгорена си? Да, нормално. Да, сега се плашиш. Не се плашам, туку јас сум научила да сум среќна сама со себе, на вистина сум и исполнета сум, или ќе до мене некој што ќе ме надополни, ќе ме прави среќна, или немам потреба за маш. Знаеш како речева што ти правеше пред некој ден или вчера кога да беше интервју, како се викаше Анџела од Хајпање? Вика, ко си изгорен на јогурт, дувачи на млеко. Да. Така да, дефинитивно ти си изгорена на јогурт. Да. Одиме вака, каков град е Тетово за живење? Тоа сакам да те прашам. Па искрено, Убав Сум историски, израснала на Тетово. мултиетнички град. па добро, јас сум родена во Лешок, Да, поточно. да. И Лешок за мене е најубавото место во Македонија, затоа што многу луѓе и онака на кога да кажам сум од Тетово, се во фазон, па тетко, ќе кажеш Лешок сме биле колку е убаво, значи чист воздух, преубаво е. Некако таму си го наѓам мирот и навистина ми е убаво, таму си живеам во куќа, си имам двор и некако моите и се некако ме врзува за Тетово. детството и Тетово како град. Па добро, можам да кажам, Знаеш што ми е поентата? еден од поразвиените градови е. реално. да, Ние тоа имаме да. Попова шапка, навистина. Имаме водно. Да. Добра, сакам да те прашам се вака. Во Тетово дефинитивно еден историски богат град, но мултиетнички град во кој што нели живеат повеќе народности. Сепак се соочила ли со некој хейт, на пример од други народности, на пример албанци, турци и така натака? На пример нешто што за нив е несватливо во твојата појава? Не. Се соочила со хейт нивен? Не, баш имаме супер соработки, меѓусебно. За мене човекот е човек, само да е добар, да нема лоши намери, ништо да не ми нормално, да не ми наштети, за мене нема разлика. Јас од малечка се водам така сум воспитана и Се забележува ли таа омраза сега? Помеѓу македонци и албанци, дали постои сега во Тетово? Па не, моите први комши кај мене се албанци, луѓе се
Значи, буквално подобри комши не можам да Да, имам. Дури да, со да. македонците онака знаат да прават некои Интриги. Да, а они ако работиш нешто во двор ќе дојдат ќе ти помогнат. Браво. Навистина, значи човекот или е добар или е лош. Нема. Помагаш ли ти вака по домаќинските работи, што би се рекле по дома? Помагаш ли на мајка ти? Како не, па јас и кога имам онака долги ногти, на мајка ми викаат леле ногти, и она вика, она сече, вика салата, кромит, вика со ногтите, она е научена. Стварно, ти знаеш да сечеш? Да. Што не ми кажа ќе те донесов овде да ти испитам Знам и дали знаеш? да готвам и се. Нормално колку ми дозволува работата и мајка ми дома онака столбата, да кажам, она готви, она спрема, некогаш го правам и јас. Браво, Дијана. Така да. А, браво и за Кристина. Ова те прашав, но сакам уштинаш да те прашам за ме направиш на пример некој вид на компарација еве од Македонија и Србија. Знаеме каде е подобро за живот во Србија, поготово за естрада, за нас уметниците, но еве кај те прашам вака, што е потребно Македонија да направи за да стигне српската сцена? Или да биде рамо до рамо со српската сцена? Потребно е, баш вчера зборувавме во подкаста и кажав исто Што ти го водиш? Тој е епизодна е твојата улога? Така, да, имам една емисија во секој понеделник. А се зависи од моите обврски, затоа што имам примарна работа, нели музиката, и тоа ми е онака убаво ми е затоа што е радио, затоа што се зборува за естрада, за музика и некако ета, мило ми е. Не сте ме викнале. Па ќе те викнам. Да, окей, ќе Значи, дојдам. Немој се да ми ги откриваш, гост. Многу е битно поддршката ми, да не се луѓето кај нас се многу како да ти кажем, ги мразат другите кога успеваат, не знаат да ти пружат нешто, ако им биле, не знам, 2004 звезди, сега ако некој нов се појави, они не де Боже со нив дујат да снимиш, они да не пееле тогаш, значи тоа времето на Југославија и така понатаму тие муабети. Сега дека така некако сме затупени, нема да додиме напред. Многу е битно, ако ние функционираме, еве јас и ти, јас како артист, ти како водител, Да. и други си имаме поддршки, одиме и се поддржуваме и сето тоа се шири, така ќе дојде и зошто некој би отворил видеопродукција или како и да е продукција која што ќе биде како Ако знае дека нема да успее. Ако нема артисти кои што вложуваат, кои што снимаат. Да. Затоа го правам тоа во Србија, јас би го правела многу со голема жилба и љубов во Македонија, затоа што јас сум на карта дека Ама апетитот го изгуби овде, не само ти, дури за жал јас и многу. Се заситуваш многу брзо и не можеш да одиш нагоре. Јас не можам ако немам некои поголеми цели. Јас секој сум отворен, така да ова е моја емисија, така да ќе бидам отворен овој пат, кога на пример ми текна вчера, кога ја го пишав сценариото за емисијата, кога ми текна да изиграме оваа игра, еве конкретно и со морковот и со презервативот, јас знаев дека како ќе реагираш ти, дека тоа нема да биде како срам да ти е, зашто вака јас сум мајка, ова она. Не, ова јас не те зафркавам тебе како што прават мои колеги, што барат вибратори, зафркаваат пејачки. Јас не го правам тоа. Ова е чиста зафрканција да видиме како ти ќе се најдеш. Ова беше подобро од кога пиев кафе и оцет. Леле, тоа јас тоа ти го направив јас. Да, тоа беше игра на интересна подобра. Сакам да кажам дека кај нас на пример ова игра да изиграм со одредена пејач не е битно. Друг нема да сакат. Ке речат срам да ти е и ке се налутат. Ова е игра. Еве ти на пример гостуваш и во српски емисии, имаш гостувано, знаеш таму колку се не се како кај нас онака фини, таму те газат. Да. Таму све е отворено. Значи, Бам. прашање. Од каде Луи Витон? Од каде ти пари за Луи Витон? Све тоа. Многу македонци, многу мислам, наши артисти би се изгубиле, зашто таму оди прашање по прашање И нема ти си ми другар, кај фино со тебе нема ова прашање, не. Што можам да те прашам, што не можам. Да, и многу е на нас зрителите многу тешко. Да, многу е тешко за нас. Колку Кристина го промени животот на своите најблиски дома. Еве на пример конкретно финансиски. Дали на пример финансиски им помогаш на твоите родители? Па искрено они се тие кои што мене ми помагаат, може слободно да кажам. Финансиски? И финансиски, и поддршка, и околу Давид, и за се. Значи, они се мојата поддршка и нормално дека секој нешто допринесува, тоа е факт, но они се тие кои што мене ми помагаат. Браво. Преска спомна дека брат ти кој е голем фраер, имам видено негови слики. Фала ти. Дека му е татко, јас реков како втор татко, ти рече не, он му е татко. Па буквално е така. Од првиот ден до сега они се заедно.
и оно тој што го учи му дава клучеви, он оди ја уклучува, ја пали колата. Браво. Значи од тоа, од фудбалот го Не ја носи на- вози, да кажеме, од Не, напред. не ја вози, да. А добре, не се замарам тоа со муабети, не може никој поише да сака детето мојот некој што ќе коментира. Така е. Боле да си гледаат своите деца, наместо да коментираат како сум ја мајка. Така да од да го носи на карате, од не знам, буквално се прави. Се прашува ли Давид, каде е? Зашто татко ми, например, не ми помага? Како што им помага војко ми? Не се прашува. Мојот син е израснат со мене, мајка ми, татко ми и брат ми и ние сме негово семејство, не кој да го види, не сме виделе посреќен, понасмеен, Да. таков оне. Го криеш неговото лице на Инстаграм. Зашто? Па затоа Северина стил или Ана Николич ствари стил или како? Па не, кога се занимаваш со ова, Од уроци ти е страв. не од уроци, него знаеш како, не следат секакви луѓе, и злонамерни, и јас сакам да го заштитам, прво и основно е тоа, а другата работа е што може би утре ќе сака да биде политичар, што да го снимаме, еве ги првите пелени, еве му падна забот, не. Значи, јас му оставам право на свој избор. Да, Ако што браво. мене моите ми оставиле. Браво, убаво правиш, браво. Стварно се гордам со што те познавам и си навистина многу паметна девојка, жена, мајка, пејачка. Ме интересира дали Давид го запозна својот полубрат Стефан. Не. Не? Не. Даниел не се јави? Не, Давид нема полубрат, нема брат. Он Сега. мојот брат го вика брат, јас секогаш му викам мајка ми ја презеде, татко ми, брат ми му викам, јас се смеем, јас се шалам. Како го вика брат? Да, он е Кога брат. другари, да. И без него не може. Он 5 пати брат ми излиза од дома со колата, мора значи да се поздрави до надвор. Мора да му мафне, ако не му мафне, тоа е драма. Добро, тоа е многу стварно убаво и баш сум среќен што е тоа така, но сепак Даниел нели е биолошки татко на Давид? Фамилијата е таа со која што растеш. Даниел ве контактира? Не. Не би да коментирам за него. Неќеш. Те почитувам и ќе оставам на твоја одлука кога и да сакаш да збориш за таа тема, крај и крајва и не ни мораш. Доста е зборена таа Доста е тема зборено. и тоа е затворена тема. Се најубаво му посакувам, така да. А тешко ли е да се биде самохрана мајка? Тешко е доколку немаш родители како што имам јас. Да. Имам една познаничка која што има 2 деца и помлада од мене и дури нема поддршка од незините дома. И тоа е навистина тешко, јас можам тоа да го разберам. Без мојта не би била сега тука, не би го направила тој успех, но мојта знаат дека јас го правам најдоброто за иднината на моето дете. Нормално и мене ми посакуваат се најдобро. Свесен ли е Давид за популарноста на својата мајка? Не беше свесен до моментот кога го запишав во училиште и кога дојде да се сликаат со мене и он да ја се слика. И му викам тргни се молим те, викам мама, викам на мајка ми земи го, викам да не го сликат. И ми ја со у паники сум тоа со мене. Да. Може би тогаш сватија, уште не знае што точно. Или во Мала школа 6 кога години, идам, да. па знаеш така, да ме вида другарчињата едно друго. И се радува нормално, кажува како мајка му е најубава, тоа сега го зборува. Ме прати, значи секогаш гледа емисии, му покажувам, Браво. покажувам дали ти свиѓа оваа песна, дали ова и ќе ми коментира. Многу сакам од него. Со Гацовско се баци в тебе, виде? Го има гледано спотот, да. Да, и но- како изреагира? Па не изреагира. Хуе, Се налутил сега на Макфест. Мајка ми каже, се јавам секој, јас сум ностоп, дали јадам, дали вако, дали тако. И ми каже, вика се наљути, ми вика, кога виде седиш као да љубаца, дека он не бил до мене, замина вика си регна спие. И после јас му објасни дека мама пее, има и друг кој што е пејач и тоа е колега. И така се. Ја завршуваме таа работа и тоа е тоа, да. Добро, не сака да ја дели мајка му што. Апсолутно, тоа е нормално за секој син. Кога во тебе ја пронајде модната различност? Па секој кога тоа го коментира, секој би се соблекол да изгледа ко мене и да има храброст ко мене или нека као мене. Не сакам да се ставам себе си као на прво место. Секој кога ти го коментира изгледа, тоа се комплекси, било како да ти каже дебел си, гаден си, не знам, пластична си. Сето тоа се комплекси што згледа во тебе нешто што го нема. Еден Или портал сака да изгледа. пишуваше, еден портал кога ти истражував, се нема потреба тоа, ама онака читав, дека си ја копирала Карлеуш. Дали е тоа точно? Не можам да копирам. Карлеуша е жена 2 метра со големи И ти си. атрибути, И е ти бомба, си. ја сакам навистина, може да ми служи како инспирација,
но не можам да А дискутирам. никој не може да никого. копира, да. Апсолутно, да. Да, Нема ти си потреба своја за и тоа е тоа. Да. А што за тебе представува голотијата и колку голотијата е, како да се изразам, па нормално онака сега застапена во делото на модата? Како ти им го обясниш ова на жените? Па и на мажите. Јас уште кога почнав од моите млади години да се занимавам со манекенство, за месица мора ти да облечеш бикини да видат како изгледа твоето тело, како изгледаш ти, како се смееш, како изгледаш во целост. И за мене тоа е нормално. Значи јас имам некои сиви за да си го покажам своето тело. Нормално да има тоа некој лимит, што мислам дека и го има. И за мене постојат само две варијанти, а тоа е да изгледаш сценски и светски и да изгледаш како ќе кажат другите. Јас изгледам така како што и се занимавам со мојата работа. И најдобро го правиш тоа. Метрополис, број 1 радиомрежа. На кои животни лекции до сега ти има научена животот? Дека може да се потпреш само на себе си и на своите родители и брат во овој случај. Брат, на своите најблиски, Така. конкретно. Така. Така. Кристина, фала ти премногу што гостуваше во Ти реков ми рече. Навистина ми е чест. Народот дефинитивно после оваа емисија верувам дека ќе те запознае во едно право светло, кој што дефинитивно ти тоа го заслужуваш. Ова ретко го кажувам, иако дефинитивно има ке нас многу паметни луѓе, но ти си екстремно интелигентен соговорник. И сум стварно среќен и сакам буквално често да те викам во емисија и да правиме убави квалитетни разговори, да играме интересни игри, да бидеме опуштени. Тоа ќе го возможиме кога ќе ја објавиш оваа песна. А кога ќе објавиш? Се надевам Неговиот дека денот? се надевам дека ќе биде месецов, ќе ти ја пуштам после да видиш делот. Баш сум среќен, баш сум среќен. Значи некаде крај на декември можеме пак да те очекуваме. Па можеме. Можеме да те очекуваме пак. Баш ми беше кеф што беше гостин во Ти реков ми рече. Како што кажеме на почетокот, ова е нашите пријатели Сиора, органска козметика за тебе. Можеш да и дадеш и на Виолета. На Дијана се извинувам, на Виолета Комшиката мислев. Виолета ху. На Виолета Комшиката. Добро, поздрав. На Дијана. Се извинувам. Знаете, кога пуштив коса, малце се мрднав, нема врска, на Дијана ова можеш да го подариш. И баш ми е кеф, ако тоа биде така, една прекрасна жена во секој случај. Ќе го поздравиш Давид од мене и нешто сега за крај да кажеме, планови, не планови, што планираме, освен пестава, неговиот денот, нешто друго. Мислам дека твоите емисија ќе ми ја преземат во Србија сигурно, ќе пишуваат порталите. Тоа сум Ако е сигурна така. затоа што се што е контроверзно ни земаат од мојот настап од едно од друго. Мораме да кажеме ќе кога свеќе тој фамозен збор што еве преска портал некој пишал за мене, објавав на Инстаграм, цело време пишуваат контроверзниот. Јас сум луѓе нормален човек кој што прави само одлични ток шоа. Дали некој во животот сум навредил гостин? Не. Фала ти, така да можеме да се видиме негде крај на декември есети. Можеме да има до тоа што ми пред. Да, затоа што во декември планирам да направиме новогодишна емисија во една кафана, кој што ќе бидат наши пријатели, ќе гостуваат многу наши пејачи, така да сакам ексклузивно тамо да отпееш таа песна. Може така да направиме. Може. Баш ме кефа кога се видиме уште еднаш, а и приватно верувам дека тоа ќе биде така. Фала ти што беше во Ти реков ми рече, имам потреба да те гуштам. Опа, ти благодарам што ме покани. Фала и ти на тебе. за нови Се гледаме. проекти. Да отпееш нешто за крај или неќеш? Па, Отпеј нешто, ајде за крај. Во живо. ајде. Што? Леле, Ајде. пела нешто од новата песна на Меси. Ајде некоја стара, некоја која сакаш. Не, Или ајде некоја? може од посилна. Ајде. Ја ću i dalje voliti jer sve me podsjeća na tebe, a vremenom ćeš shvatiti da ne možeš bez mene. Sita bivši. Тоа е тоа за сите бивши, а и за сите наши Идни сегашни бивши. идни спонзори да ги пофалиме уште еднаш, најдоброто и најслушаното радио во Македонија, Метрополис радио, нашиот генерален спонзор All Electric, најдобрите и најбрзите електрични тротинети, мотори, најдобрите електрични велосипеди, најдобрата мотоопрема само на едно место во центар, а тоа е All Electric. И најдобрите органски козметики се само на едно место, а тоа се Сиора. Посетете го нашиот Инстаграм профил на Сиора. И најдобрата емисија во Македонија, така ли е, Кристина? Така е нормално и ти посакувам успех до следна година, мајда и мислам дека треба малку по малку и да се пакуваш и да ја бараш едината кај соседите. Не можам да спремам уште алишта, знаеш дека јас многу со алиштава се замарам, така да спремам уште малце алишта за можеби месеци, 6 месеци од сега и можеби ќе ода малце на прошетка на север, Ти посакувам. по подобар живот.
Фала ти на тебе, исто фала ти што беше во ти реков. Ми рече се гледаме ние можеби за месец дена. Се гледаме. Чао, чао! Метрополис, број 1 радиомрежа. Меѓу овие анаконди Дали сакаш македонки за себе Само си поигруват Мислиш одма ке те носат у креве Мислиш одма ке те Ja mislio sam pre da ste lagane Jer makedonke sve to su lude do teme Da te kući odvedem bit će veliki problem A da te usne imam uradit ću baš sve Među ovim anakondama Zdravlje noći s makedonkama Дали сакаш македонки Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Метрополис, број 1 радиомрежа.